во продолжение исто така зборуваме за здрави навики, односно Марија е на лице место со нутриционистката Надица Илиевска за тоа колку утринските навики се вистински клуч за добро здравје, за дигестивно здравје, за добар метаболизам. Марија, повели поздрав до тебе и до Надица и да ги слушнеме корисните совети. Второ добро утро од терен. Нашата денешна тема е всушност колку утринските навики играат клучна улога кога станува збор за нашето дигестивно здравје и метаболизмот. Во ова вклучување на лице место ќе напоменеме кои се најчестите грешки кои што ги прават луѓето кои што се ранобудници, односно како правилно треба да го започнуваат денот. Верувам дека многумина ќе се пронајдат всушност за ова, но дека ќе дадеме и корисни совети за нашите гледачи. Да и посакаме добро утро на мојата денешна гостинка, нутриционист Надица Илиевска. Добро утро на сите вас, на студиото и на гледачите. Драго ми е што имаме можност да говориме за утринските навики во утринска емисија. Се вклопува сето тоа. Верувам дека ќе дадеме корисни совети за нашите гледачи. На самиот почеток ќе прашам колку всушност самите утрински навики се клучот за нашето дигестивно здравје и метаболизм. Всушност појадокот бил и ќе биде и утринските навики всушност го даваат печатот на тоа понатаму со каква енергија, со какво дигестивно здравје ќе го истераме денот, без разлика дали имаме тешки работни задачи или пак сме во денови кога одмараме. Меѓутоа, утринските навики во почетокот на денот, нашето енергизирање, односно хранење, го става основниот печат на тоа како енергетски ние ќе функционираме, односно дали метаболизмот понатаму онака физиолошки како што треба да биде, ќе тече во текот на денот. Доколку не ги практикуваме тие здрави утрински навики во помлади години, дали можеби би имале полошо здравје како што старееме? Нема правила, меѓутоа генерално и поентата е на тоа да затоа и едуцираме и информираме. Суштината е да навиките кога се стекнуваат во што порана возраст, нивното задржување понатаму во текот на животот останува како еден вид на печат, затоа и велиме навики, кои што понатаму многу тешко ќе се изместуваат. Дури и некогаш кога не сме во можност онаа потребна рутина да ја направиме, знаеме што треба да направиме, како да надоместиме и така натаму. Кажете ми според вас, што е најдобро да се појадува кога ќе станеме рано наутро или пак можеби дали некоја друга утринска навика игра улога? Сега јас ќе зборувам конкретно за дигестивното здравје. Појадокот секако е моја омилена тема. Науката се уште е она наука базирана на докази, се уште остана дека појадокот е многу важен оброк. Она кое што прво треба да го направиме наутро е да се хидрираме, затоа што ние се будиме дехидрирани во текот на ноќта и ставајќи течност во нашиот организам, ние даваме сигнал на дигестивниот систем и тој да се разбуди, односно да биде спремен за појадокот. Секако не сум од оние кои што препорачуваат разните мешавини, па додавање на одредена сода, бикарбона, додавање на некои други работи, меѓутоа, сакам да нагласам, водата која што наутро се пие не треба да биде ни многу топла, не треба да биде ни многу ладна, треба да биде на собна температура. Оние кои што имаат добро дигестивно здравје, може да стават неколку капки лимон. Добро е понекогаш да се стави малку мед, односно медова вода, која што полека ќе ја пиеме, додека ги правиме оние основни рутински навики, но тоа треба да биде првиот почеток на денот. Сега веќе живееме во време кое што е многу брзо и не знам дали можеме по наша желба да го темпираме појадокот. Меѓутоа, јас за појадок секогаш сакам да биде комбинирана храна, односно сметам дека сите макронутриенти, сите групи од намирници треба да бидат присутни во оброкот, за да немаме нагли скокови на енергија и за да немаме нагли падови на енергија и потоа да влеземе во еден циклус на постојан глад во текот на денот. Значи, тоа треба да биде добра искомбинирана храна, сложени јаглени хидрати, некој лесен протеин, како што е јајцето, например. Не сум поборник на благиот појадок, кој што е многу популарен. За мене, дури оние кои што заборавиле да се напијат вода на гладно, е важно, ако и не се во можност во првите час
два, да појадуваат нешто ферментирано од типот на кефир, од типот на кисело млеко, е многу добар почеток на денот што се однесува до појадокот. Некои, верувам и од нашите гледачи, ги слушаат овие совети, се хидрираат веднаш штом ќе станат од спиење, потоа појадуваат, но го прават тоа со сила. Не им се појадува, не се жедни. Што е пак со оние кои што чувствуваат жед по самото станување и потоа глад? Дали тоа значи дека имаат здрав организам? Тоа дали една или две потреби одредуваат дали сме здрави или не, тоа не можеме да го тврдиме. Меѓутоа, сите овие работи се навики. Луѓе кои што не пијат вода, доколку створат навика на хидрирање наутро, веќе после 20 дена, постојат научни истражувања, дека веќе после 20 дена ќе се будат жедни. Што значи дека и тоа е навика. Генерално, оние кои што го одложуваат внесот на храна за подоцнежните утрински часови, се оние кои што денот го започнуваат со кафе. Основно правило е, јас морам да признам дека понекогаш сите ние го правиме тоа. Јас лично, например, се трудам уште во домашни услови, барем нешто малку, некоја јатка, тука може да дојде суво грозје, нешто да биде, само да не биде кафето на гладно. И тогаш ние го одложуваме појадокот. И во принцип, од искуство, оние кои што наутро се гладни и појадуваат, секогаш имаат навика кафето да го пијат по конзумирање на појадокот. Оние кои што го одоговлекуваат појадокот, се оние кои што сушност конзумираат други нешта, како први, како што е кафето. Ви благодарам многу за одвоеното време, навистина ми е драго и верувам дека овие утрински совети беа од корист за нашите гледачи. Се надевам и беше задоволство. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека сите совети беа добре дојдени за тоа како да си го организираме денот, но најважно од се како да го започнеме со здрави утрински навики.